Добар ден, прво фала ви што ја прифативте поканата да позборуваме малце по на епизода за кафето и за кафеаните. А, тука во вашиот труд на почетокот пишува еден стих кој вели: срцето не сака ни кафе ни кафеана, срцето сака разговор, а кафето е само изговор, и тоа стоело на сите кафеани во Османлиската империја, па би сакала да поразговараме малце како кафето всушност стасува во Македонија и за оној дел вие што сте го пишувале од 17-тиот, од 18-тиот до почетокот на 20-тиот век. Како кафето дошло кај нас? Денеска кафето го земаме здраво за готово и прва асоциација може да ни биде дури Италија или Бразил или не знам Колумбија, дека се татковини на кафето и дека ние од таму сме го земале. Напротив, кафето од нашите простори се распространува насекаде низ Европа и низ светот. Кафето како плод си постоело во Етиопија. Меѓутоа, кафето како пијалок е нешто сосема различно. Измислено е, најверојатно и случајно, во првата половина, може би третата четвртина од 15-тиот век, пијалокот кафе, токму од плодот кафе, но како пијалок кафе е измислено во 15-тиот век од еден познат суфија научник, Мохамед Алдабани, и разбрале уште тогаш дека кафето има едно магично, дури тогаш го кажуваат, дејство, успева да не држи будни. Зошто суфиите биле тие што го измислиле, ајде под наводници, кафето? Суфиите, суфизмот како еден мистички аспект на исламот, и суфиите не биле свештеници, исламски свештеници во вистинска смисла на зборот. Напротив, преку денот тие биле не знам, пазарџи, учители, карванџи, така натаму, односно се занимавале со сите професии, а во текот на ноќта, за да останат будни, за да можат да ја кажат вечерната молитва, сватиле дека кафето го има тоа дејство што може да ги држи будни после напорниот ден. Суфиите не биле пак и статични. Нормално дел од нив оделе и на аджилак во Мека. Па на тој пат кон Мека и во Мека со себе го носеле и кафето. Го пиеле и останатите муслимани од сите останати делови од светот нормално се јавила љубопитноста кој е овој напиток, зошто го пиете, што може да се постигне, па така од Мека кафето е подоцна распространето на секаде низ муслиманскиот свет. Стигнува во секако на почетокот во Арабија, се произведува во Јемен, исклучиво во Јемен во првите векови по неговото откривање како пијалок. Од Арабија стигнува до Каиро, како едно од најважните пристаништа, преку Каиро се распространува на секаде низ источниот Медитеран и на тој начин стигнува, особено на почетокот на 16 век, во првите децени, кога османлиите ќе го освојат Египет и они ќе го откријат, повторно под наводници, нели, во Египет кафето, ќе ги видат кои се неговите дејствија, магични дејствија, тогаш дури ги пишуваат, и како такво ќе го пренесат во Истанбул. На почетокот луѓето не знае, не можеш едноставно ти зрната кафе да ги натовариш на брод и да ги истовариш на пристаниште. Што со ова? Мора некако да се популаризира. Па османлиите увиделе дека би било убаво да се направи еден вид на маркетинг, едни тезгаджи, кафеджи и тезгаджи носеле со себе, нели, тука сиот потребен прибор, алат, подготвувале кафе, го нуделе на народот, некогаш бесплатно, некогаш за смешно ефтина цена, за народот да се, нели, да стане зависен понатаму, односно како прво да го прифати, да почувствува вкусот, дури го бензисувале многу и вкусот, а понатаму веќе и да станат зависни од тоа. Но не случајно кафето станало толку популарно во Османлиската империја, затоа што самата држава го стимулирала не само производството, туку и консумацијата на кафето. Од прилика во тој период, нешто порано, нели, кон крајот на 15-тиот век, европјаните откриваат, пак додека османлиите го откриле кафето, европјаните, западните европејци откриле нешто друго, го открија новиот свет. Од новиот свет, од Америка, веќе се увезувани десетици, па може би стотици непознати производи, овошја, зеленчуци и се останато, и веќе османлиите станале неконкурентни на европскиот пазар со производите што ги имале.
сватиле дека за да ја задржат конкурентноста морат да понудат нешто ново и тоа ново било токму кафето. Па преку османлиите кафето веќе си го нашло патот до Европа, каде што исто така европјаните го прифатиле, но не го прифатиле само производот, пијалок од кафе, туку го ја прифатиле една друга институција која што е органски поврзана со пијалок од кафе, а тоа е кафеаната. Значи не она што ние сега ја знаеме каде што се нарачува. Ние сега кафеани ги викаме и рестораните каде што човек може нели да јаде и да се напие нешто друго. Оригинално кафеаните се смислени за да може да се продава и да се пие кафето. Исто имате едно подлоге во научниот труд што вели кејфот и кафанат. Да, најпрво за кафеаната. Кафеан или денеска веќе поскратено ја викаме кафана. Кафеана во буквален превод на кафеана значи куќа за кафе, кафеане. И тоа ни ја кажува првобитната функција на кафеаната, место во кое што може да се испие кафе. Но прашањето што си го поставувам, или што еве го поставувам, зошто кафеаната со тек на времето и тоа набргу по основањето на првите кафеани, да речеме во Истанбул во 1555-та е отворена првата кафеана и до крајот веќе на 16-тиот век кафеаната е попопуларна дури и од кафето. И прашањето што го поставувам, како можела институцијата кафеана да стане попопуларна дури и од производот по кој што е именувана? За да одговориме на ова прашање, треба да имаме предвид неколку работи. Како прво треба да имаме предвид дека кафето на почетокот се пие и станува популарно во едно општество, исламско општество, во муслиманските земји. Бидејќи не е алкохолен пијалак, тоа значи дека кафето не било ни харам. И пред да постојат кафеаните, постоеле институции во кои што можело да се јаде и пие. Тоа биле оние што тогаш се нарекувале меани, таверни или крчми, каде што можело да се нарече и храна и да се испие алкохол. Меѓутоа во едно општество каде што алкохолот е харам, не било ниту препорачливо, ниту пожелно муштериите, муслимани, да бидат видени на место каде што се пие алкохол. Всушност, меанџијата на исламската општествена скала го имал, речиси, безмалку истото место на исто скалило бил и со проститутката, например. Значи, на меанџијата не се гледало со добри очи. Од тука морало да се открие една нова институција каде што може да се седи и да се испие нешто што не е харам, напротив, дури било и халал, нели, кафето. Но зошто станала кафеаната толку популарна? На почетокот, како и денеска, новитетот прв го прифаќа елитата, богатите. Од тука и тогаш во кафеаните доаѓале научници, доктори, суди, високи офицери, но со тек на времето дури ја викале школа на мислителите, кафеана, каде што кафето е млеко за шахистите. Да. Но, и се јавил еден друг проблем. Во османлискиот дом, карактеристичната е таа родова поделеност, простор за мажот и простор за жената. Просторот за мажот, каде што мажот може да прочекува гости, да се социализира, е селамлакот. Додека просторот за жената, односно домот во вистинска смисла на зборот, бил харемлакот, простор за жената. Но, како се симнуваме подоле по социјалното скалило, колку се посиромашни луѓето, немаат простор во својот дом да имаат посебен дел за мажите и посебен дел за жените. А од тука, поради традиционалната родова поделеност во османлиското општество, не можело да се примаат гости. Морал да се најде алтернативен простор каде што мажите би ги примале своите гости или би се социализирале со други мажи. И токму тука ни доаѓа во игра во тој момент кафеаната. За неколку парички, турски акчиња, да се купат десетина кафиња за своите пријатели, веќе мажот можел да ги пречекува своите гости, со што кафеаната станува машка зона, а домот веќе останува зона за жената каде што може да оперира, нели, во таа родова поделеност во османлиското општество. Па на тој начин веќе и посиромашните муслимани, потенцирам муслимани затоа што на почетокот во кафеаните, гостите, клиентелата кафеанска биле исклучиво муслимани и тоа возрастни муслимани, христијаните или евреите влегувале во кафеаните, но најчесто или речиси исклучиво како гости на
на муслиманите за да склучат некоја трговска сделка и така натаму. Па на тој начин, поради тоа што го возможувала кафеаната за ефтини пари, веќе станува еден втор дом, дури луѓето се јавуваат едни малски кафеани. Ова се однесува на целата Османлиска империја, вклучително и на Македонија, се јавуваат малски кафеани во кои што гостите доаѓале по пижами. Што имало во кафеаната, како изгледала една кафеана? Од описите најчесто, со исклучок на оние поелитни, побогати кафеани во Истанбул, се работи за една соба, многу често и без прозорци, со спуштен таван, обоена, искречена во бела боја, но за бргу време веќе со поцрнети зидови, а тоа ни кажува дека во кафеаната, освен што се пиело кафе, се пиели тутун. Наредени биле под зидовите наргилиња, фрлени неколку душеци на средината и столчиња, каде што мажите со скрстени нозе тука си пијат кафе, разговарат, чамчемовет прават, зборат за своите згоди, незгоди, проблеми, без малку како што тоа се случува и денеска. И странските патеписи кои ги гледале тие кафеани не им оставале баш убав простор. Што прават овие луѓе тука, седат, пијат по 10, 20, дури има и по 30 кафиња дневно дека пиеле во малечки шолички без дршки. Всушност таа била место за она што вие го кажавте на самиот почеток, не толку за кафе, колку за разговор. Луѓето сакале разговор. Меѓутоа, со тек на време, иако самата Османлиска империја на почетокот ја стимулирала консумацијата на кафе и отворањето на кафеани, веќе во 17-тиот век султанот Мурад IV, ќе ги забрани кафеаните. Зошто? Зошто кога државата била таа што ги стимулирала, сега самата држава ги забранува? Затоа што да не забравиме, во тоа време немало весници. Во тоа време секако дека немало радио, ниту пак телевизија. Па, токму разговорите во кафеаните, кои што многу често прераснували во зборување, биле главниот мас медиум. Токму во таа кафеана можело да се дознае со испијано кафе што се случува. На политичко ниво, на локално ниво и така натаму, и луѓето се запознавале со сето тоа што се случува подоцна во 19-тиот век, кој излегле весниците, писмениот посетител на кафеана од А до Ш, од првата до последната страница го читал весникот, оние што не знаеле да читаат слушале и дознавале што се случува. Но со тек на време, како и денеска, без малку, нели, од една информација некој ќе се накалеми да протолкува на еден начин, втор на втор начин, трет на трет начин, не ги смисливме ние, и веќе тие разговори преминуваат во озборување. На почетокот озборувањето било безопасно за државата, нели, дали комшијата купил ова или направил она, дали комшиката била морална или не била морална, дали судијата го осудил Ибрахим или Моше или Јанко правично или неправично, но постепено тоа озборување за комшиите прераснало во озборување за високите државни функционери. И тоа за државата озборување веќе станува опасно, односно зборување против државата, правење конспирации. И не дека не било основано, дури имало обиди за симнување на султани од власт, кои што конспирациите биле направени во кафеани. И на тој начин кафеаната станува опасност за државата, па султаните се обидувале да ги затворат. Дури имало, не знам колку е на вистина, но има податоци дека и султаните преправени во обични луѓе влегувале во кафеаните, слушале што се зборува, па после зад себе оставале, како што е и напишано во изворите, еден куп безброј безглави споменици. Но, колку и да се обидувале да ги затворат кафеаните, не успеале. На почетокот кафеаната се трансформира во берберница, па луѓето оделе по неколку пати во денот да се шишаат и бричат, всушност оделе за да се напијат кафе, сватиле самите властодржци во империјата дека кафето генерира преголем профит за да биде забрането, како и тутунот, а и кафеаната е институција без која што народот не може да живее. Проблемот бил и од религиозна причина, затоа што веќе и оџите почнале да прашуваат ако сите одат во кафеани, кој ќе доаѓа во џамија. Престанале луѓето да одат во џамии, па затоа дури на почетокот религиозните фигури биле тие што најмногу се изразувале негативно против кафето, го споредувале со проститутка која што ги мами своите муштери, некои други викале поарно вино да се пие отколку кафе, па се вклучиле во дискусијата и медицински лица, наводно кафето прави проблеми во организмот, па дури представува проблем за машкото либидо и така натаму, но мнозинството сепак сметале дека кафето е
е нешто од што не смее да се откажеме, дури луѓето велеле поарно ќе се откажам од корката леп отколку од шорјата кафе. И со тек на време Значи тоа не е сменето до ден. не е до ден денеска сменето. Всушност, популарноста на институцијата кафеана и на кафето е поврзана со оној социјален сегмент. Разговорот не можеш на луѓето да им го одземеш разговорот, а кафето и кафеаната биле синонимот за разговор. Ова е општо за Османлиската империја, но истото може да се преслика и за Македонија. Ја спомнавте мојата статија, каде што тоа го посебно ја анализирам и Османлиска Македонија, како се подготвувало кафето, како се пиело кафето, какви биле импресиите на странците што поминувале во Македонија, кога ќе виделе дека се пие кафе. Видете, во Македонија кафето не е стекнало моментална популарност. До средината на 19 век ширата била најпопуларниот пиелок, од едноставна причина што кафето било прескапо. Иако го имало во империјата, во Јемен се увезувало, подоцна и од новиот свет, од Мартиник се увезува, сепак било многу поскапо од еден друг порок, да го наречам, тоа бил тутунот. Македонија била денеска во Егејскиот дел на Македонија претежно, но и во нашиот главниот произведувач на тутун во империјата, па од овие причини тутунот бил многу поевтин и многу подостапен за сите, па тој бил главниот порок на населението, а не на кафето. Кафето било пијалокот на градовите, а тутунот бил распространен на секаде. Но во најголемиот дел од патеписите кафето и тутунот секогаш оделе заедно. Шолја кафе, луле тутун, некој жуборлив поток, некој чинар да седнат во сенката, да молчат, тоа што го спомнавте и со кеф. Странците никогаш не можеле да сватат што е тоа зборот кеф што го слушаат од населението. Зборот кеф коренот е арапски и ние не можеме буквално да го преведеме, но кога ќе кажеме кеф, ќе се разбереме сите. Знаеме чувството што е. Па они се обидувале тоа да го поистоветат блаженство некако и на крај го опишале да седнеш покрај некоја река, под некоја сенка, да си ги соблечеш обувките, да си запалиш луле, да си пиеш кафе и да си ќутиш. И тоа е тоа што на тој начин странците го објаснуваат кефот. А кафето било знак на еднаквост, дури поставуваат помеѓу кафе и кеф. Ви благодарам многу.